Поранешни војници од JNA од сите краеви на бившата СФРЈ, кои гордо ја носеа петокраката на своите униформи на една од најголемите армии во светот, се собраа повторно на едно место, овој пат на Facebook страницата пронајде ги другарите од бившата JNA. Зад групата која денеска брои околу 32.000 членови стои името на беровецот Ванчо Димовски, кој трагајќи по војничкиот другар Мирослав од Белград ја креирал групата. Нема да го заборавам никош денот кога му звонев прв пат на Мирослав и кога го слушнав по телефон. Знаете, тоа се веќе емоции. Тој не можеше да прозбори колку половина минута, не можеше да поверува дека сум го нашол. Ванчо успеал да најде 80% од граничарите кои во 83-та го слушале воениот рок на карулата Битуше на тогашната југословенско-албанска граница. Повеќе ги памтам другарите од караулата, бидејќи сепак бевме помалку и останале во сеќавање, додека бевме на обука во Битола, тоа е поголема касарна сега, тие од четата и од водот ги памтам, но сепак некако поблиски ми останаа другарите од караулата. Во групата бившите војници даваат рапорт за тоа што прават денес и каде се наоѓаат низ светот, но и носталгично ги бараат своите другари, сеќавајќи се на сите згоди и незгоди од тоа време. Другари, ајде да видиме дали знаете како се викаше касарната каде служевте војска. Мојата се викаше Радко Павлович Цицко Прокупле. Нека се јават оние кои служеа војска 1986-87, војна пошта 4795-6-5, Раковица, Топчидер, минофрлач 82 мм до 120 мм, терен Пасулјански ливади, Велико Градиште. Магацин на војна опрема на JNA. Во него работеше еден војник кој го викавме Немо. Што е да му побараш, велеше дека нема. Групата на Facebook е формирана пред 2 години, а неја ја одржуваат 20 на админи од сите краеви на бивша JNA. Сега админите имаат многу работа, бидејќи самото спомнување на војната некогаш носи негативни коментари, и тоа мора да се санкционира. Обично доаѓаме до тоа да блокираме одредени членови или коментари да се бришат, бидејќи излегуваат од контекстот на самата група. Оваа нова Facebook војска, составена од старите војници на JNA, има иницијатива повторно да се собере, но сега на заедничко дружење. Димовски засега не знаеше да ни каже дали и кога тоа ќе се случи, но најважно за него е повторниот контакт со старите пријатели од редовите на моќната JNA.